машки спортови треба да се остават на машки коментатори. Ама не се согласувам, ја не го реков тоа. Кошарка да си остават да си ја коментираат мажи. Ready, set, go. Редик, сет го, ајде. Немаме вино за да направиме живели, бе, дечко. Значи, Се која чуваме. епизода ни е поред без вино? Се чуваме за шампионската бело вино, титула. ладно, топиде на ова топло време. Требаше. Мислам, немој со овакви пропусти. Не, јако дека ќе влеземе за титулата, затоа. Се Што чуваме. на која ќе освои Индијана титула, Било ќе кој, да. пукнеме Да. шампањското? Да. Дали Индијана има изгледи да освои после ваков Game 2? Многу некако второ полувреме изгледаше како Шеј да не знам, дисекција им направи од тој пик ен рол од сплит на одбраната. Двајца која му доаѓа, само сплит ке си ја фрли меѓу нив. Time and time again. Time and time again. Акција за акција исто изгледа. И после како дојде помошта, он само дистрибуира на слободниот човек. Дали у корнер, дали на крило. Викам, леле, вака автоматике. Имаше Автоматик. поише поени у второ него прво и Не за неговите поени, нема врска. Асистенциите мене повеќе, разигрувањата. да, ама што сакам да кажам, Како квотербек беше. да, у прво полувреме направи разлика и у второ полувреме Индијана, да речеме, се разбудија и има некоја игра како што треба да играат, ама овие цело време ги држаа на дистанца и цело време има одговор на секој мал пуш на Индијана. Да. А за наредна утакмица ја пример би го чувал да не ја ни прими топката Шеј. Од соблекувална. Од совлекувална. Немхарт и Нисмит. Нисмит стај му го таму да го тушка со рамо, да го бутка, да го прави. Абе, ете, све му правеше на ова, не знам. Ја би дабл тим, едноставно Па да се треба остави. double team. Знаеш на Шеј што му правиа? Му правиа блокови многу високо, на пола терен скоро. Да. Овој ќе ја земе од под кош, ќе се залета и овие блокови на пола терен и туку уште толку. Втор залет. И поише време игра Хартенстайн и Холмгрен на вторава него на првата. Не многу би рекол, да, малци играа повеќе, не е дека тоа беше. Па акумулирано некој 15 на минути повеќе игра заеднички. Така викаш од на крај првата. дека испадна? Па да. Могуче. Има преку 22-3 минути двајцата, на првата па нема ни по 20. Да. И солиден чет во прва четвртина одличен. Да. И оверол, чет на крај 6 од 11 заврши 15 поена, окей. За трета опција тоа е окей. Ја преска ти кажав, не ми се свигаше тоа која изгубија, да, Оклахома која изгубија, наративот беше, абе Шеј 38, ама не беа овие такви 38, што не беа, бе, викам, супер ефикасен, 38 поена, Добро, пак беше испод 50, ама пак е тоа ама брат за 50, high volume шутер. high volume, еден шут беше он од 50%. Да. Зајбај, Кармело на ниски 40 цела... И Коби. Да. Топ беше. А сега Джелен Вилиамс, ултра агресивен, супер све, 5 од 14. 38%. Ама е 38, 35%, ама тепа сега и Супер сега се е агресивен. добро. Добро, и Джелен Вилиамс, он го почна ранот у втора четвртина. Да. Без Шеј во игра. Па така ги поделија некако улогите, ете. Ти преска Обврските. кажа обврските. Си ги поделија обврските, а и ти, овие малце фати ги јадор, одморам. И после се сменија и Шеј ги докрајчи. Джейлен у една четвртина, Чет друга четвртина, Шеј цело Цело време. Да. Али со еден ран, ето, 19-2 ја реши утакмицата. У 4 минути. Индијана поагресивно ете од Дорт да помагаат, нека ги тепа он. Ке си речеш, ако тепаат, нека не тепа он. И Вигинс дае 20 коша и Вигинс Карусо га- дае 20 да. коша оваа утакмица. Да. Така да има кој да погоди у Оклахома. Не, јас зборам конкретно Дорт, пошто он само тука ја гледам шансата од овие што се, не знам, сите шутираат. Вигин шутира, Изеа, Џо Да. малце минути, ама и он знае да ја даде. Да. Би помагало е така удвајање Само од него. Дорт да се остаи wide open,
па нека фрли. Иначе тешка работа е. И Чет имаше у првата, тие му беа отворени шутеви што ги погоди. Да. Ама првата беше хаотично, братко. Првата четвртина, извини. Окей. Не првата утакмица. А првата утакмица, пошто ете неа покривме, нели, првата. Леле, шо беше тоа? Што фрлија влез Индијана? Значи рачунај степ бек, 50 и кусур посто за тројка шутира, у второ полувреме барем, да, па и на цела утакмица. да. Степ бек тројка од табла, од страна. Да, бе, Мајлс Тарнер, Тарнер. од страна, човече. Клучна тројка. Тоа е птен шашма. Птен бугарска е таа. И уште една имаше јака тројка таква. Ама глеј, генерално Индијана толку им сече, не им се плашат они, не гледаат колку е сериозна ситуацијата. Они Да, ама, сулудо мислат дека може да победат и тоа ми се свиѓа. ама на оваа еве, нели, тоа го мислиме дека овие отидоа на рано, отидоа на 20 разлика, ама Индијана видовме у плейофов дека многу пати 20 разлика не значи ништо и се вратија. Ама сега у второ полувреме нема Халибуртон 3/4 апсолутно не може да го најдат. Убаво кажа ти, нај-empty calories поени беа ово. У четвртата четвртина. Па он почна да дава, он беше на 3 поена, на 5 поена, 180 која беше, 100:80 и тогаш почна да дава. да. Тоталка И има небитни 12 поени. поена у четврта, Да, кај што кош за кош овие враќаат исто. да. А он иде на нешто таму, дава 12 коша, ама не Глеј, да беше некој друг играч, ета Брансон што збориме дека е гуши цело време, многу посериозно ќе беше тоа за него. За Хали, пошто знаеме дека Индијана Не, сама по скоро. себе е таква, окей, ама сепак како лидер на екипата треба да си малку по... Они пак има 6 играчи и таму 7 можда у double digits. Ама да, како лидер е веројатно овој го чепка цело време RJ. Од коментаторското место. Да, така го беше. чепка цело време, го критикува дека не сме такви празни партии, да има не сме тур дейтс. Да, И у првата он го кажува тоа на 5 минути до крај. И они тепаат. да. После се извињава. Не се не извињава што кога ќе видиш он стварно и на таа го немаше. Да, има он моменти, си има моменти кај што ете, не... Да е два коша битни на крај на утакмицата. Генерално на него не му е толку битно он да поентира. Он сака ете да го најде правиот човек, да даде пас, да го повлече темпото прво и основно, не дека ќе му се пише асистенција или нешто, да врти цело време топката, да иде. Ама ќе дое момент треба да кажеш, чекај, ја ќе ја земам сега, јас ќе изиграм, ќе најдам која е најслабата карика, некој свич што мене ми одговара и да изиграм, без разлика дали пак за него или за другите, ама повеќе да играш со топка. И друго е, бе. Првата Немхарт изигра пример многу битна улога у четврта. Тарнер исто многу битна улога у четврта. Па тоа е финтата, пример, ете, Немхарт, знаеш, он е плейоф, како го викаат сега, плейоф Дру, Ендру. Плейоф Дру? Да, ама тоа е финтата измеѓу кул играчи, измеѓу добар играч и Звезда, што Звездата цело време константно може да го прави ова, а вака играч ролплеер, на едната ќе згази, па на другата ќе го нема. И малце е позезнато. Чекај, прошлата Немхарт колку има? И Сијакам беше слаб оваа на вторава. Да. Немхарт на првата имаше некој 14 поена, али имаше некој 8 у четврта четвртина. Сега ќе ти кажам колку има у четврта. На првата? 8. 8, да, кажав 8. Да. Ама да, клучот беше ете да се успори Сијакам исто. Триот е дана е Сијакам. Да, Сијакам на оваа исто беше неприметлив. Па рачунај првите двајца кога ќе ги застанеш така, тоа е тоа. А можат Индијана да добијат утакмица и со... Не бе, 2-2 е. со- На посем четвртата е 2-2. Викаш? Да. Ќе земат едно Индијана? 100% зимаат една.
100% зимаат едно. Гле, мене ми беа Оклахома многу убедливи во оваа утакмица. И... Точно. А и у првата треба да добијат, како што ги зборевме, против Нью Йорк требаше да ги добијат. И против, како беше и Бостон против Нью Йорк зборевме, требаше да добијат утакмици што ги изгубија. И оваа требаше 2-0 да биде. Да не биде сега она reverse sweep, што го викаат. Едната ќе изгубат као Лейкерс со Филаделфија, например. Ајверсон им ја зема првата у гости на изненаджење фактор, еве Халибуртон дојде им ја зема првата и после тоа 4-0 плескање. Не бе, ја многу повеќе сум у стил да не биде, пошто им е судено на Индијана да освојат, оваа да ја освојат. Леле, ама многу Така сум. личи, ама ја некако, знаеш како го гледам, како да и веќе да им дојде, им се потроши на среќата. Шо бе среќата, па ја земаа Game 1, сега една изгубија им се потроши среќата, не зезај. Па не, Тама мислам работа мислам 2:0 у гости да беше. Мислам дека тука доаѓа моментот кај што им се троши веќе среќата на Индијана. Зборам затоа што среќа ги пратеше на нив цел плейоф. Ја нели кога зборевме пред финалето бевме онака бев ја не викав окей за аутсайдерот сум Да. ради тоа као Викавме, демек да. Индијана, ама после До тоа шест. се размислувам. Брат, ако земе Индијана сега, 2-1. не, ако земе титула, А, ова ќе биде најлегендарната, најајконик титула, не знам у колку, да. па можда икада, што јас сум ја видел ваква сезона. Да. Као Лестер Сити у Премиер Лига која зема. Баш. Ако земе Оклахома, као, окей, никому ништо, ќе се Фаворитот, да. забораи, брат, ќе се забораи. Фаворитот, Јас за тоа сега многу потврдо сум, мора да земе Индијана, мора. И на подкасти, пример, ги гледав Леброн и Стив Неш од саат време подкаст, 48 минути за Индијана зборат. И прават кейс зашто играат многу добро и Да. Абе, кога ќе видиш, Оклахома ја ја кажувам на прв ден, и сега ќе да освојат, не е интересно, не ми е интересно. да. Го кажа на прв ден, тоа е тачно. Зборам за финале. И сите го кажа, нема Да. везе. Најдоминантна сезона у задни 20 години. А рачунај, кај ќе рангираш ти оваа сезона, Па да, бе, многу јако. еве конкретно и за Халибуртон. Халибуртон со тие статистики што искочија, Абе, лудо со ќе клач биде. Ај кажи го тоа. шутеви, Кажи ги тие. јас само денешни овие што ти ги кажав ги памтам. Дека Тие цела тие сезона, кажи. цела сезона во последната минута ја мислам дека за да се израмни или да се преземе водството, Халибуртон е 13 од 15 цела сезона. Вклучувајќи ги овие Да, све. од плейоф. Значи, дојде густото, еве точно не Па, знам, најгустото. најгустото кога ќе дојде, оне не промашува. Да не у задња напад да не е, а не да не е една минута, него. Па сега точно како беше, не знам, ама буквално збориме за најгустото, за Да, последното тоа. Еве ти сега ќе ти кажам, у сейф Последен ги шут имам. за да се израмни или за да се победи утакмицата. 13 од 15 е сулудо, брат. Не, добро, последни 2 минути е. Последни 2 минути? Да, ама пак најголем дел си гейм винери од овдека, така Пак е да, тоа клачот, да. да. Да, доста геймвинери имаше. Сигурно уклучиле 2 минути, пошто има 1-2 шута у тие 2 минути. Иначе многу плейофов само 4 има гейм винери. 3. Еден е со Никс за израмнување. И тоа да. Ете, 4 такви има. Да, ама и тоа беше најлудо од сите, ако Да. беше за израмнување. Да. А иначе друга статистика, прати го ова сега. Ај па после да кажеш и за Майк Брин за најраниот бенг во историјата. Играчи со најмногу game tying или to take the lead, значи за водство или за израмнување, со шутеви во последните 5 секунди на плейоф утакмица од 97. Леброн е 8 од 20. Значи имал 20 шутеви да се израмни или да преземе водство у последни 5 секунди, 8 од 20. Се 5 секунди. Да. Реджи Милер е 5 од 9. Браво. Тајрис Халибуртон е 5 од 6, ову кариера збориме. Коби Брајант е 4 од 18. Дали ќе му ги Чекај, кажеш за 4? кариера е ова. Кариера.
Не бе, брат, Коби има поише геймвинери од 4-та ти. Кажи. Коби има 8 базар битер геймвинери. Ама плейоф. Плейоф. Да. Плейоф. Аха. Па тука се на Коби се двата со Феникс, едно за израмнување, едно за победа, Да. едно за продолжение, едно за победа. Од 97 дали му е задни тука 5 секунди викаш таму. По задни 5 бе, задни 5 е со Феникс и двете. Украдената нема поише од 5. Украдената па флоутерот. Не бе флоутерот е на ако останало кома нешто, 0 кома нешто. На крај беше. Да, добро. Се мислам дали со Феникс ти текнува на тие заборавени геймвинери едно која имавме против Дали е плейоф? Джейсон Кит. Плейоф е сигурно. Жуту главата. Джейсон Кит која е жуто главата. Тоа е геймвинер е тоа. Па дали е 97 плюс? Не знам која сезона е тоа. Коби е уште со таа косата афрото Да, таму. тој може да е. Мене вака ми текнува на Индијана тоа лобот од табла, Шек кога излага, ама тоа има време за играње таму. У финале против Индијана тейковер која прави. Не бе, не, Ама има време таму за има играње. Не, минута не. време има за играње таму. Да. Мунти, одиме понатаму. Што зборевме се? Што треба ја да кажам? За Халибуртон геймвинерот Майк Брин зашто потврли и зашто го даде најраниот бенк на вторава утакмица. Па добро, тоа кој ги гледа со амерички коментатор, Ретко кој ги гледа. ретко кој ги гледа, ама вајда го знаете, Майк Брин, најпознатиот коментатор во НБА со најајконик изреката што му е бенг. Бенг. Да. И многу некако ја го слушам уште од пред па да речам 15 години затоа што он е на Нью Йорк коментатор. Вака Да. кога се плейоф утакмици го зимаат за ESPN, иначе он е Какво исто потфрлање направија НБА со тоа што Майк Брин на Нью Йорк коментатор го стаја Минесота да ја води у финале, а Нью Йорк ги водеше не, Харлам. Тоа не е на НБА. Тоа не е на НБА, тоа е со правата. ESPN ги имале од ESPN истокот, го имаше овие, од истокот. западот, а TNT од истокот, Да. али Тоа беше штета. можда и заради тоа Никси ја те изгубија. Можда. Можда Майк Брин беше Ја нема детелинката. Аурата на Майк. Аурата ја нема. Да. А иначе муабетот ми беше преска му зборам на Никле, се искомерцијализира тоа бенгот на Майк Брин премногу, па сега Премногу. му бројат дуплиот бенг колку Колку пати пати. го кажал, 2 пати бенг колку пати кажал. Па клипови компилации се правеа од тоа и многу го искомерцијализира. До точка до која што он сега мери и темпира Да, дали кога е ќе го употреби. битен момент на утакмицата, дали е доволно битен па да го употреби, па дали не. А како што кажав, ја го гледам него 15 години и кул беа стримовите беа кул на Нью Йорк уште тогаш. Ќе се погоди серија некоја, ој ќе го пукне тогаш, ти текнува, ќе извика, ќе направи нешто. Не само за таа изјава, он е Секако, ајконик глас. генерално е како- одличен, да. Да. И ама сега сакам да кажам дека со целата таа комерцијализација на него му влезе малце у подсвест и он сега малку повеќе рачуна. И сега кога Халибуртон кога го даде гейм винерот на првата утакмица, он не кажа бенг, Да. друго нешто искоментира, па се направи цела прича зашто он не кажал гейм винер било, па он требаше да се објаснува. У Кажа Sports дека- Illustrated му правија интервју, па он се објаснуваше, абе знаеш, ја немам кажувано на тројки, само Коби е од мидрейндж, баш тоа со Феникс. Он го, исо го кажува тоа? Бенг, да. Со Феникс гейм Дека винерот, само му е, на само Коби го има. тоа е вика од мидрейндж што сум кажал, па знаеш едно друго се објаснува и сега на утакмицу прва четвртина на небитна тројка го даде бенг, вика, му го дужев ова, вика од му го претходната дужев од утакмица. прошлата. Не знам, не ми се свиѓа мене тоа што до толку е отиде на работава, до точка до која човеков сега треба да мисли што ќе каже, Да. а не е тоа финтата. И од таков притисок може после да Може да се испаднете зезне таков работата. кол да нема Да. која ќе треба да не се Ја проследи. тоа имам приметено, таму уствари одев јас со тоа муабетите за Нью Йорк. Тоа имам приметено дека сега многу се изречени. Претходно на утакмици имаше и по неколку пати. Па да бе, која е Сега клач. чека моментот апла да дојде и Бенки ќе го даде, свеќаш.
а не треба да е тоа финтата, според да, мене. треба да е спонтано. Да. Да ти дојде спонтано. Иначе и самата аура се растури кога се растурија Майк Брин, Марк Джексон и Джеф Ван Ганди. Тоа беше трио за секое финале газеа. Сега Джеферсон е супер. Па боле ми е од Реджи Милер малце. Тама работа, мислам. Има харизма, има знае да пушти шала, да ово оно. Да, шалите ги има. Да. Така, као втор, као трет некој, што е Прво оно можда финале. и трет од така. Па ете, да, не знам дали има прв, втор, трет, ама да. Од него тоа се очекува да дае некоја по-лајтарска, Да. по-лајтарски тон на целиот. Иначе, ај кога веќе почнавме тие да ги коментираме сите, Дорис Бург ја кудат сите како била многу лоша. Ќе отпуштувале се на сред финале. Нема на сред финале, ама нема да го обноват договорот. Сега, за да не се свати тоа дека е на Дека шовинистичка база. шовинистичка база, на база на полови овакво. Дека предрасуди имаш, Предрасуди немаш. има поле. Да ви кажам да го слушате Зек Лоу подкастот со Кейтлин Купер. Ја таков Која е таа? кошаркарски ум Аха, една со шишки, една со шишки и со косица. ноочари. Да. Да, објаснуваше нешто акции. Феноменално. Ја такво знаење. Она е конкретно за Индијана. Ги Добро, ама покрива Индијана. знаењето, тука лайф на коментаторска позиција може Дорис да ти Бург се не ти- најде, а и не мора да значи. Ама Дорис Бург не ти дава ништо. Значи, нити ти дава знаење, нити ти дава ентертеймент. Тоа сам да кажам, RJ ентертеймент, барем ти дава ентертеймент. а не ја имаат као стручен соработник, Да, Дорис Бург е као стручен. као стае на таму, Као да аналист. дае знаење. Веројатно да, треба некој по... Ама, слушајте си, ја ви ја препорачувам Не, Кейтлин јас се Купер. согласувам дека машки спортови треба да се остават на машки коментатори. Ама не се согласувам, ја не го реков тоа. Ја го кажувам, еве. Значи кошарка да си ја остават, да си ја коментираат мажи. Има Ти викам, голема разлика у филингот што го добиваш. Не може женски коментатор да погоди моменти да се израдува и да направи како што треба. исто како што сакаш да те масира женско. Не кажеш да те масира мажко. Апсолутно. Не може да го долови Не тој може, допир не машко. може да ме допре да дозволам машко да ме фати да ме масира. Ја те како направив дисекција на проблемот. Осим оние местачи што местат тие и тие само машко пример, ќе идам на местач само на машки местач. Жена сега како ќе те фати да те скрши, треба да те намести. Не знам што да ти кажам на оваа тема. Ја гледам На експертизата. Киро практичар идам на Киро Дандаро, да. Киро идам. Добро, темата само што ми беше муабетот беше да ја чуете оваа, пошто јас стварно Кейтлин Купер, а не Кейтлин Кларк. Не Кейтлин Кларк, да. И Јас сега гледајте го со Dude Perfect Кейтлин Кларк, таму имаат ново видео. има и тоа. Да. Веќе нели им се као репризи да гледам цело време. Интересно е. Фрлаат шутеви. Вчера или завчера Кирка ми ги гледаше. Па добро, они се kids friendly, немаат. Скрос различно од спорт. Нешто зема животни донеле желки, зајци, магариња и игри организирани со Верверички имаше? Немаше реверичка со животниве. Ги пуштаат зајакот и желката да се тркаат, они навиваат, ги ама феноменално видео. И Кирка ми си ги изгледа до крај. Викам, абе, ја ги гледам овие тато за кошарка? Вака, you don't say, ми вика. Тоа само Кейтлин муабетот ми Купер беше со- дека сватив ја дека појма немам од животот за кошарка, ништо. Која е слушна на Да. Најсериозно ти кажам. Да, објаснуваш акции, нешто ја слушав. Абе, Овие вака треба да прават, онака да прават. Враќам, викам, чекај, бе, викам, не ми е јасно се. Она го мапира теренот и ти објаснува овој кога иде овде, овој, а ја не можам така да визуализирам, ја затоа и се губам по улици.
Сега ја гледам зградата, позади зградата не знам што е, ако е у мое мало, сваќаш. Ај. Не можам да представам, да визуализирам што има од позади, од другата страна и се губам. Причина број 13 зашто не возиш кола. Да, причина број 47 зашто не возам јас. Не можеш, значи, ти да отидеш до Ново Лисиче со мапа. Со Не Google можеш, Maps. Срамота е. Не можеш. Срамота е. Да, уште ми бараш за кај мене дома мапа да ти пуштам. Локација. Да, дока тебе никако не можам да стигнам. Добро, ќе кажеме ли викендов кај ќе бидеме на 14 и 15 сабота и недела? Ќе ти кажам сега ја кај ќе бидам, Ајде. ако може тоа камерата да го регистрира и Така се магично знае, да, се преслече. со мокта на едитингот. Дечки, у недела, 15.6, најмасовниот, најголемиот турнир 3-3 во Македонија, Red Bull Half Court, во Влае, добро позната локација. Ќе биде турнирот и победникот оди на светското финале, кое ќе биде оваа година во Дубај. Идем за Дубај. Чекај, не ме буни сега. Со тоа што DJ Гоце нема шанса да им ја пушти таму на пресудните Идем за Дубај. Да, нема такви песники, има многу по Прикладни. прикладни, кул песнички ќе има. Да, хип-хоп и баскет. Иначе Душан Булут ќе дојде, И легендата на 3-3 стрит баскетот. стрит баскетот. Ќе бидат и Dunking Devils, значи двократни прваци се тоа во акробатско куцање. Дечките прават преку све, преку глава, преку нозе, преку све куцаат, ќе биде многу јако. А Dunkin Donuts ке нема да дадат. Ама знаеш е добро што таму у комши имаат крофните од хром се таму у комши. Ете, значи ќе има и Така да, Dunking и Donuts и Dunkin' Dunking Donuts има. Devils ќе биде. Ле. Да. Се ќе биде и Red Bull, како што секогаш се грижи и за нас и за вас, доделува 3 дреса. Се што треба да направите е да коментирате под видеото на Инстаграм, коментирајте, Да тагнете тројца другарчиња. тагнете тројца другарчиња и коментирајте крилја, пошто ви дава крилја и ќе избереме, треба да не следите нас на Од клупа и Red Bull Македонија профилот. И ќе се видиме во недела. Let's get it. У Влае. У Влае. Ти си у недела таму, мене ми е жал што нема да може да присуствува. Ја ќе бидам на 14 и 15 двата дена во аеродром тука поблизу. Се организира Slam Jam турнир на 14 и 15, 14 сениори, 15 јуниори, така да дечките што ќе играат и у сабота ќе играат и у недела, така да ќе биде јак и едниот и другиот турнир. На мајкот ке рокаш ти? Ја на мајкот ќе рокам, да. Да, како и обично. Така да Кој ќе биде on the ones and twos? и се таму знае. и таму да отидете, нема да сгрешите, гледате ако може да стигнете на двете места. Да. Show ones and twos? Така се вика за DJ. А на скретшот кој ќе биде? Не знам. Ова од организација Slam Jam, таму на Инстаграм проверете кој ќе биде DJ ако ви интересува. Битно Вамо ќе е има Гоце. музика. Битно Гоце ќе е. има музика. Ваму сигурно. Абе може да биде, не, Funky Fresh. нешто ми збореа сега, не знам дали треба да... Чваре. Не бе не, Double дека G. ќе биде, види колку Дебора Де Лука? Не. Брата бе, Тони Таа со- Зен ќе биде. А. Тони Зен ќе биде on the ones and twos. Ако, топ, браво. Ова е од Nice. извори блиски на Red Bull. Најс. Да. Респект до мојот човек Зен. Да, ќе биде јако. Па добро, супер. Кажавме кај ќе бидеме, така да повелете на баскет. Добро, ајде сега назад во студио, после джинглот, да кажеме, Малиот блок реклами. да кажеме што очекуваме за третиот надпревар. Се селиме во Индијана. Очекувам да биде јако. Майк дроп. Не, гледај, како што кажав, ако сум Индијана, сакам да ја тргнам топката од SGA по цена на тоа Лу Дорт да биде wide open. Да. Само тука ја гледам шансата не само за оваа утакмица, туку и за остатокот од серијата. Лу Дорт во првата ги промаши првите две, па погоди 5 со ред и ги промаши последните две. 5 од 9 имаше за 3 Да, поена. 5 од 9. А на оваа беше 1 од 3, ама па сите други
Така да Згази. Лу Дорт може и 8 од 9 да отиде на третата. Види, нека отиде, ама мора нешто. Мора, да. Да, 6 стварно ги работи. И сега не може да рачунаме бавче. они Индијана се стварно хај скоринг екипа, ама не можеме да рачунаме дека ќе даваат по 50% секоја утакмица тројка Да. за да останат у живот. Знаеш што TJ Маконел има некој мал до никаков придонес у серија. Не бе како мал до никако втората утакмица, еве го 5 од 7 брат, 11 поена са колку да има? Колку Немхарт има оваа утакмица? Можда у некој која ги дал кошевите онака. Кога отишло утакмицата. Прошлата 4 од 6, 9 поена. Не го приметив дури ја работев утакмицата. Еве мале он не се приметува Мал е, баш. као тебе. Да. First half. Добро, first half 3 поена. У секој случај треба они да имаат солиден придонес од клупата. Оваа утакмица Оклахома ја доби клупата. Клупата на Оклахома ја доби бајаги, а Индијана се познати по тоа што клупата им дава поголем придонес. Финтата е што на Индијана клупата се заснова врз тоа колку тројки ќе дадат. И тоа е малце зезнато. Да. Знаеш, сега Топин дава 5 тројки првата утакмица, Тоа е сега не дава реално ништо. да се очекува И за сега него. оваа има супер утакмица, оваа има ништо. Мора да има некаква средина. Ќе погодат дома и Топин и Меконел и Затоа викам ја и дека Матурин. дома една барем ќе земат, ама пак со 2-2 кога 2 од 3 утакмици си играат во Оклахома, после не ти прави ништо тоа. Да. Некои агресивни извици надвор се слушаат. Затоа малку Среќа на високо сме ние тука. затоа малку подзастанавме, драги гледачи. Ајде да ги испоштуваме малкуте гледачи што поставија прашања на стори. Дали играш 2K? Не, Пошто ја не играм, еве тебе да те запрашаме. вака не, добро. Една и единствена 2K што ја имам играно е со Аринас на каверот која беше и Ама таа да не беше 2K бе. А 2K 9 беше. знаеш Или дека 2K лайв, 10. знаеш дека лайв беше? Лайв. Е па 2K немам играно ништо. И Моите јас- геймерски денови завршија тогаш, таа година, лайв 2006 или 2007 нешто. Не, така. 2007 или 2009 да не е Аринас. Не. Аринас 2009 веќе скоро надвор од лигата беше. Е па 2007 изгледа. NBL Live Cover да видиме. Може и 2006 да биде. 2008 брато. Е па ето. Ова после 2007 добра сезона. Изгледа. Не. 2007 добра сезона има. Ова е 2007-8, после 2006 добра сезона. После 2006-7. Да, ова е 2007-8, да. После 2006-7 веројатно. Да, нешто така. А на 6-7 баш нема затоа што е повреден таа сезона, ама Добро, хајпнате тука. хајп играче. Хајп играче. И они идеја како редослед. Тоа баш мислев пред некој ден. Викам, Аринас, со колку беше популарен, а не беше да речеш у најдобрите 10 играчи, една сезона имаше, беше мислам у топ 6, 5-6 у MVP, да имаше он поголем longevity, Да. беше со успеси појак, и он уште толку ќе збореше, уште толку ќе беше популарен, ќе беше интересно. Да, на кавер на игрица реално за да става треба Да. да си Професионалон треба да си. еден од 10 професионалон треба да си. Не става туку така играчи. Да. Онака две инвеите, два испадна на Мада кавер. сега веќе мислам дека ставаат све и свашта. Не знам. Па и Тейтум беше последна. Добро ќе кажеш дека е професионалон секако. Така да и Аринас беше. Ето, професионалон беше. И јас сум таму останат. Ја 2009 мислам дека последна NBA Live ја играв 2009 пред да се сврти на 2K, а 2K 2013 или 14 таа што ја зборат као најдобра на сите времења 2K, кај што ги има Леброн у Мајами, кај што дроби Коби уште јак ова она, и таа последна ја имам инсталирано, имам играно неколку пати и тоа беше. Знаеш ли што е многу поинтересно? Значи ја NBA гледам религиозно, фудбал не гледам, меѓутоа од Е, да. 2 на 2 фудбал нема ништо На Sony. поинтересно на Sony.
Нема ништо подобро. Ја доктор бев на FIFA порано, на компјутер, на Sony неам играно многу. Многу јако. Па подај, па влези, па едно, друго. Едино нешто, ако може да се направи со стари ростери, од PES 2006 ростерите. за не фудбал може. збориш? Да, не може. Па не може не ни знам. NBA. Има преселектирани екипи некои веќе што се стаени, ама не можеш со кој сакаш. Не можеш со кој сакаш, можеш да играш со ретро Bulls, со ретро Lakers. Али PES 2006 најдобра игрица икада. Дали ќе ги вратиме игриците за Не, крај на епизода? понатаму. Дали Не знаеме што ќе правиме, идеме вака на vibes, кога како ни текне. Искрено, летно време може да убациме, ќе размислиме што да правиме. На Никле му е долгогодишна желба му е да правиме епизода у ливада. надвор грабни стапче, така може да свртиме на крај на епизода. Ластик и слично. Ластико на плочка. Плочка. Така да Имаш поголема слобода за изразување таму. ќе направиме нешто у летово секако. Ќе искочиме умало. Дали Халибуртон користи црна магија? Не. Одеме понатаму. Брале смо го испланине. Толку. Скромно. Што им фали на екипите од веројатно мислел братот тие што отпаднале, затоа што прашањето гласи што им фали на екипите од плейоф за да освојат титула. Ти како го разбираш прашањето? Па да, од тие што испаднале. Еве на Никс кажи ти не им фали ништо. Не им фали ништо, им фали само промена во стилот на игра. Играч не. Дечко, па тоа ние кажавме дека Тибодо ќе го избркаат, го избрка. Так, ние ви даваме информации. Не кажавме, него ајде, најавивме. Најавивме, ние пред сите сме. Да. И ова се повторува веќе неколку пати. Да. Еве, вратете, ако сакате уназад епизодите, MVP-њата ги погодивме. Да, MVP-то им го најавивме предходно. Тибодо. Значи, на право место сте со прави информации. Слушајте не во текот на целиот ден. Чао, антена. На Никс викаш ништо не им фали, само? Според мене, да се смени стилот на игра, да се модификува. А уште двајца солидни играчи од клупа не им фалат? Они играат кога ги пуштија. Со Делон Рајт ќе Со Индијана останете? кога ги пуштија, окей беа. Со Ја Лендри не сакам Шемет? да ја здисувам, нормално дека сакам да дојде и Па нормално дека им и треба, Леброн, брат. ама Не бе Леброн. Два добри, солидни играчи од клупа, боле од Лендри Шемет. Лендри Шемет си беше го изигра најмалце своето, проблем. Ја мислам дека. Најмалце беше проблем, да, ама Добро бе од клупа некој да влезе, ете, да. и еве со промена на тренер веројатно ќе осменати стилот на игра. Ќе видиме. Јас само Сакале се Джейсон плашам. Кид да го интервјуираат. Јас многу се плашам да не биде, еве, бевме у конференциско финале. Те прашав ти прошли пат, што ќе биде успех сега наредна сезона? Ова е многу незавидна ситуација, ова за било кој тренер што ќе дојде. Да. Да, ако гледаш од далеку, Па нека е и Марин Докузовски. ако гледаш одзумирано, ќе си речеш овој ги однесе у финален исток после 20 и кусур години ако бркаат, а од друга страна ќе речеш сега имаат екипата што очекуваме да се надпреваруваме за титула и мораме у моментов да направиме нешто поразлично, мислиме дека со овој тука беше плафонот. Да, ја уште сега гледам Твитер како гори наредна сезона, ако у второ коло, па и у 7 утакмици да е, искачаат и Искачаат. одма наредниот ден, што имавме тренер, имавме екипа, се имавме. А тогаш ќе бидат сасвим други околности. Можда Бостон ќе се врати да биде стариот Бостон. Еве на Лейкерс што им треба. Не бе Лейкерс. Пример бе, си правиме муабет, подкаст. На Лейкерс им требаат поише работи, ја мислам дека. Ај за кој тргна да кажеш? За кој тргнав? За финалистите, ја мислев само да ги пројдеме. Минесота и сега ако фаќаме 14 екипи што отпадна. Еве на Оклахома што им фали? Оклахома ништо не им фали. Добро, Уште на 3 Минесота? утакмици им фалат на Оклахома. Минесота? На Минесота
им фали плей, многу солиден. Да. Мајк го Конли да зборевме, биде, да, тоа го зборевме. Мајк Конли да влага од клупа затоа што не му е веќе, не му држи гзот. Да. За да биде стардан плей. Тебе гледам веќе ти се И мене не спие. ми држи гзот веќе. Добро, сега се опреми, си Преска купи. за што зборевме? Си купи, ќе го решиш прашањето за да го направиш денот ноќ. Ако денот ми е ноќ. Дечки, имам дома венецијанер, ама венецијанерот знаете дека и да го затвориш, Не. не те крпи. У ден не, тоа Не те тоа. крпи, да. Ја пошто си легнувам у 5:30, 6, не. Ти го намалош на 50% намалош светлината. Па не на 50, На ама ше- на 40. една третина ти влага светлина пак. Да. И е многу лошо. И сега си земав доле од книжара, За си вие земав... што се чудите, зашто си легнува у ден кој ќе се раздени. Да. И си земав сега Хамер. Хамер, оној за проекти праење. Каде оди креативноста, не познава граници. Црн и тоа. Ми вика, зашо ти е црн, ми вика тоа. Викам, ќе правам проект. Со бела мрсна ќе пишувам. Црниот Хамер ќе го лепам сега на джам, да го затемнам джамот. Среќа си на Хаос е. 10 дечко, па никој нема да те примети. Да. Ауш, и да ме примети На некој. први ќе те збореа комшиите. Брат, и на они не призем. зборат ништо, ја посем трчање да ги закачам, а лиштата утоп мокри, ја искачам како од мајка роден. Тогаш не кажуваат ништо, па Тоа сега ќе зборам сум го на 10. затемнел. Кој те гледа на 10. Да. А и тоа е исто финтата, бе. Вчера трчав 15 и ми измори, баш ми измори. Ти за што се спремаш? За ништо. Да не има некој маратон предизвиците на животот. Не бе, не, јас сум стално. Завршија маратоните. Јас сум стално у форма, нема. Ти си што. стално форма да речат, еве, за недела дена полумаратон Од- да одеш да го истрчаш. Од спиење да ме станат, да, може. Ја можам да истрчам до продавница и назад ако треба. Ако дое баџото или кумот ако дадат на пиво, можам. Идам за 3 минути до зури назад, се враќам со пиво ладно и Абе, со како беше мезе. еден тренинг, многу јако се дадовте со супругата направивте. Еднаш ка ми најави. Баш, не, 2 тренинга. Два беа тренинга тоа, испукавте? Да. До крај на улица и назад, а таму имаше едно добри 900 метара. Не, чи можеш да го видиш до таму и назад со очи, се чим гледа, викаш, се гледа. до таму да. и назад. До крај на улица се гледа. Со застанување, да не се разбереме погрешно, не е без престан. Дај бе, ти викам да те земам под мој закрила лето. Многу ќе те успорувам, друже, ќе те кочам многу. Абе, нема врска, јас сум недисциплиниран. У ранингот треба да имаш Ти може да easy runs. истрчаш 15-ка, па после така. ја да дојдам. Така, така. За така мислев. Да те Пошто- фатам изморен. Во ранингот 70% од тренингот треба да ти биде easy run. Значи со лесно темпо. Да. А јас сум дифтер, искачам и сакам да се прегазам. И затоа сум Добро. стално уморен. Така прегазен може да се држиме. Мене најдобрите години ми беа 2015 на Визер, трчав петка за 29 минути. Солид. Шо е солид? Па солид е како за некој што не трча. Е, па Реално. добро, тоа ж бев у пикот на судиската кариера и Добро, пак Трчавме. нешто си трчал. Да, сум да. трчал. Сега ништо, брат. Сега на Здравко Чолич, ете, ме виде, брзо носам пиво. Да, добро беше. Добар беше и Здравко. Пишав таму дека е болја форма од Лука Дончич моментално. Многу јак слайд дрил направи. Moonwalk Малтене Да, беше тоа. Малтене Moonwalk. Дали некој од вас беше на Здравко Чолич, коментирајте доле за engagement. И коментирајте која ви е омилена песна и зошто права ствар Зашто не ја пуштија права ствар? не ја испеа. Пушти, ако мислиш ги дотичниот- пушта на радио, пуштија. разбира. Лайв пееше. Дотичниот тука ја Чекав, чекаше чекав. 2,5 часа Ми побеле и коса и све на чекајќи. прсти ја чекаше. Да. Штета. Колку видеа ти пропадна Па едно чекајќи 7-8 ја права видеа. ствар? Ке почнам, еве, ќе сега е. види. Али добро се поминавме. Да бе, тоа беше. Како и трети пат веќе во својата кариера си поминувам одлично. Најверојатно и последен, мислам сега да не да не збориме, ама
Да не збориме пред друга, Чола друга. легенда на Чола ќе ја надживее 74 сите. на 74 години 2,5 сата без престан. Трет концерт. Трет концерт. Ете, ја вчера сум имал јака партија, денеска не можам, ми се спие, денес гледаш. се Он пишеш. вчера јака, денеска јака, утре јака партија пак. Да ми кажа, а моите не пеел бис ни на првиот. Окей. Излегол за да се преоблече. Скромен човек, се нема сега вратил да и се после се пува. поклонил и тоа. Ај сега на биз да ми се клањате. Да. Нас не изненади тоа, драги гледачи, зашто не се врати на бис. И ние не се враќаме на бис. Да. Кажуваме чао и добра ноќ. Може тука, ајде. Ајде, се гледаме наредно. Peace out.